Светлопис раскази за деца. Приказка за Свети Васили стрекна Нова година. Одамна, многу одамна, во едно мало и мирно место живеело едно тивко и паметно момче по име Васили. Тој не сакал гласни игри, туку тивки разговори. Не сакал караници, туку мир и љубов. И најмногу од се сакал да им помага на луѓето. Кога ќе видел некој тажен, Васили седнувал до него. Кога ќе видел гладен, го делил својот леб. А кога ќе видел дете што плаче, го гушкал и му зборувал тивко како да му пее приспивна песна. Васили често ги гледал сиромашните луѓе во градот. Немале топла облека, немале доволно храна. Тоа многу го болело неговото срце. Навечер се молел: Боже, научи ме како да бидам добар. Покажи ми како да им помогнам на сите. И Бог го слушал неговото тивко срце. Кога Васили пораснал, станал епископ, духовен татко на луѓето. Но тој не станал важен човек што стои далеку од другите. Тој станал татко што ги преврнува сите. Изградил големо место каде што гладните добивале топол леб, болните биле згрижени и лекувани, децата имале покрив, грижа и насмевка. Луѓето го нарекле тоа место град на љубовта и добрината. Свети Васили особено ги сакал децата. Им зборувал тивко и со насмевка. Бидете добри едни со други, споделувајте го она што го имате. И секогаш молете се, дури кога е тивко. Децата го сакале затоа што чувствувале дека неговото срце е големо и топло. Една зима во градот повторно дошле тешки денови. Луѓето се плашеле дека ќе го изгубат и она малку што го имаат. Свети Васили ги собрал и им рекол: Не плашете се, кога срцата се добри, Бог секогаш наоѓа пат. Тој замолил секој да донесе по малку брашно, малку леб или една мала паричка. Некои донеле многу малку, некои донеле повеќе, но сите донеле со љубов. Од сето тоа Свети Васили замесил големо лепче и во него тивко и незабележливо ставил мали парички. Кога лепчето било готово, го исекол и им дал на сите по едно парче. И тогаш се случило чудо. Секој човек во своето парче нашол паричка, токму колку што дал. Луѓето се израдувале и сватиле нешто важно. Кога делиш од срце, доброто секогаш се враќа. Од тој ден па се до денес, на празникот на Свети Васили, луѓето месат лепче и во него ставаат паричка. Не затоа што сакаат да бидат богати, туку затоа што сакаат благослов во домот, мир и љубов, и срце што знае да споделува. Кој ќе ја најде паричката се вели дека ќе има среќа, но и дека треба да биде добар, трпелив и дарешлив целата година. И кој ќе го јадеш лепчето и тивко ќе ја бараш паричката, сети се на Свети Васили. Сети се дека најголемото богатство не е паричката, туку доброто срце. Светлопис раскази за деца.